Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И вечерва сме повторно со вас, почитувани слушатели, со директното емитување на програмата на Глас од Македонија, во која покрај новините од Македонија ќе го откриеме ликот на познатиот real estate agent Сребре Џанџуровски. Ќе ви представиме уште еден македонски генијалец, чудо од дете, малиот Христијан Арсов од Велес и на крај со мојот коментар на неделата. Но да го завртиме музичкото тркало со песната на Маријана и Росана.
Инаку, председателот на црковната управа Свети Климент Охридски Владе Димитриевски заедно со неговата управа ви известуваат доколку ви се потребни салите, трите реномирани сали на црквата Свети Климент Охридски за ваши свадби, крштевки, родендени и слично. Повелете, јавете се на 416-421-7451. Исто така, секоја недела и за празничните денови, повелете на богослужбите што се одржуваат од 10 часот утрото. Затоа пак Организацијата Обединети македонци во Канада започнува со летен камп за македонски деца на возраст од 5 до 16 годишна возраст. Кампот ќе се одвива секоја сабота од 11 часот предпладне до 3 часот попладне во месецот јули, и тоа на 2, 9, 16 и 23 јули. Кампот ќе го води председателот на Организацијата Обединети македонци Драги Стојковски, кој е и професионален тренер по гимнастика веќе 41 година. Учесниците на кампот треба да имаат со себе шише вода со името на детето напишано на самото шише, ужина, исто така килимче за јога, капа, летни алишта како кратки пантолони и мајца, крем за заштита од сончеви зраци и желба за другарување со други македончиња. Децата ќе другаруваат, истражуваат и преку разни игри ќе го изучуваат или усовршуваат македонскиот јазик. Истовремено родителите се охрабруваат да останат во паркот и да помогнат да поминат летен излет во прекрасната природа во македонскиот парк Илинден на адреса 21351 автопат Онтарио 12. Децата нема потреба претходно да бидат запишани, затоа повелете сите, ве очекуваме. Тоа го ви препорачува председателот на Организацијата Обединети македонци Драги Стојковски. Истовремено, тој спомнува, ги подсетуваме сите македонци дека овогодишниот традиционален илинденски пикник ќе се одржи на 31 јули, исто така на Македонскиот парк. За децата ќе има многу добри услови за игра и другарување, а додека за возрастните оркестрот Изгрев е задолжен за весела прослава на националниот празник Илинден. Придружете ни се на 31 јули, заеднички достојно да го одбележиме Илинден, најголемиот македонски национален ден. Неден пак тимот рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го на Недан тимот. Телефонирајте до Васко Недановски на 647 333 9628 или 905-877-8262. Дали сакате пак да купите ауто или да лисате од марката на Volkswagen или пак ви е потребна поправка на вашата кола или пак некој дел. Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, но исто така и квалитетниот сервис за поволна цена од Васил Кајчевски е загарантиран. Затоа јавете се на 416 725 6335. А сега емисија за дружба и веселба.
На самиот почеток спомнав дека ќе го откриеме ликот од рубриката Профил на нашиот познат сонародник Сребре Џанџуровски. На 53 километри од Битола во пазувите на Мариово и на надморска височина од 800 метри се наоѓа планинското село Градешница. Ова Мариовско село во старо време било локалитет или град, затоа и го носи името Градешница. Низ ова село врви Градешката река која извира од Козјак планина и се влива во реката Црна. А била богата со 10 воденици, а исто така таму се толчело вино во длапката на каменот издлабено од старите винари. Куќите се градени од камен и кал. Жителите се занимаваат со земјоделие и столчарство. Селото Градешница го красат црквите Свети Спас, Свети Димитрија, како и неколку други помали цркви околу селото, но исто така и црквата Свети Никола. Ова село кое е познато и со приказните на Марко Цепинко со мудриот Итар Пејо, во втората половина на 20 век многу жители од ова село се иселиле на најмногу во океанските земји, како што се Канада и Австралија, а исто така во Битола, Прилеп и Скопје. Редно е да се спомне дека во ова село има споменик на коњ направен од железо, кој е посветен на жртвите на борбите на Кајмакчелан од Првата светска војна. Исто така пронајден е зап од преисторијата на животното мостодони. Еден вид, тоа е слон, што навистина е чудно. А на околу 1 километар од Градешница се наоѓа тврдината Пешта со познатата песна но и книга на писателот Стале Попов, кој беше роден во село Мелница Мариово, која Анџа не сакаше да си ја промени својата христијанска вера и не се предаде на прилепскиот кадија.
jaz ке полета. Да одам, да се прошетам во село славно Мариово. Таму сум се родил, таму ми е душата, во родна Градешница. Край да видам родна куќа такова. Край да видам родна куќа такова. Во 1953 година Мариовското село Градешница се закити со рожбата на Серебрија Џанџуровски, син на Дано и Ѓурѓа, кој предходно ја има и рожбата на нивната ќерка Неда. Основно училиште завршува во своето родно село, а осмолетка во Старавина, исто така Мариовско село. Меѓутоа, Џанџуровски го интересира преку океанските држави. Во Канада доаѓа како 18 годишно момче, смело да пронајде подобра иднина во неговиот живот. Најпрво се вработува во фабрика, а потоа во Royal York Hotel, но неговата мисла беше да биде свој на своето. 1974 година добива диплома од George Brown College за real estate agent. Во 1975 година среќата му се насменува, зашто тогаш склопува брак со неговата сакана Лена, ќерка на Лазо и Мара Ангелевски од село Буф, добивајќи ги нивните чеда Дени, Сенди и Никола, а подоцна и двете внучиња Дилан и Малина.
нитка бела, денот се гаси, дојди миленот, студ ме спаси. Твоите усни пламени врели, срце на сопат снегулки бели. Дојди лено на перниче бело, да ме грее топло трело, да ме греат раце нежни, тоги ноќи зимски снежни. Дојди лено на перниче бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце нежни, тоги ноќи зимски снежни. Перниче бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце нежни, тоги ноќи зимски снежни. Дојди лено на перниче бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце нежни, тоги ноќи зимски снежни. За Сребреđan Ѓуровски не треба многу да зборуваме, зашто тој е познат во македонската комуна и пошироко. Овој наш македонец, кој со гордост зборува за своето Мариово, поготово за неговото родно село Градешница, на вистина е со право, зашто се зборува дека Мариово е едно од првите локалитети на најстарите жители на Македонија и Европа, а можеби и во светот, на пајонците и белазгите, што подоцна богот Македон по неговото име ги нарече македонци. Заплакало е Мариово, заплакало, за тој ми Ѓорги сугаре. Каде си, Ѓорги, сега да дојдиш, леле да дојдиш, од душманите да не куртулиш. Тогаш извикна Ѓорги сугаре, провикна од Емир Хисарските Балкани. Слушам ве народ, народ поробен, леле поробен. Слушам ви гласој жалосни. Скоро јас ке дојдам, ке пристигнам со 30 одбрани момчиња. Сите со куси мали хери, сите со нагат леволавери. Колку ми тргна Ѓорги сугаре да оди во
sakаш за да куртулиш. Накачи горе кај чукарите, кај манастирот. Ако да сакаш ти да куртулиш, тогај се Ѓорги излага, прелага. Накачи горе кај чукарите, кога ќе види што ќе види Ѓорги Сугаре. Од сите страни Ѓорги Сардисан. Тогаш извикна Ѓорги Сугаре, провикна на неговата верна дружина. Клавајте гуњи, гуњи пуси, леле пуси. Зошто се камен тешко наидува, згрмеја пушки, пушки аскерски, крвави. Сета дружина му ја убија. Тогаш извади нагата лево Ѓорги Сугаре. Самиот крвта си ја пролеја, згрмеја пушки, пушки аскерски, крвави. Сета дружина му ја убија. Самиот крвта си ја пролеја Ѓорги Сугаре. Жив на душмани не се предаде. Джанџировски во времето на неговото председателствување во црковната општина Свети Димитрија Солунски, како и другите председатели, така и тој работеше со целото негово срце и душа, но како што вели самиот тој, не можеше сам, исто како што и една птица не носи пролет. Туку благодарение на неговата управа и женската секција се одржаа и фестивали, исто така банкети и други активности во градот Маркам, представувајќи ја својата култура со обичаи, песна, орој и богатото македонско јадење. Тоа е пред жителите на Маркам градот и околината. Како човек навистина Серебри Джанџировски е со добра душа. Помага каде и колку што може на медиумите, црквите и така натаму. И тој, како и сите други македонци, сака да ги види споени сите делови на Македонија, да се отфрли еднаш за секогаш оваа неправда што ја прават врз Македонија и македонството и да биде еден лош сон кој никогаш повеќе нема да се повтори. А тој со својата сопруга Лена да се радува со многу други фамилиарни радости, посебно во неговото семејство. Каде и да си, немој, не заборавај, дека далеку на југ се бранува твојот роден крај, дека далеку на бранува твојот роден крај.
što se pее, neka žive i Makedonija. Vardar, Pirit, Egejsi, tri cveta vo jedan cvet. Maki, solzi ginati, no povtorno pak izniknati. Maki, solzi topeni, no nikogaš ne rastopeni. Ima jedna zemlja, sonce što ja gre, odi tamo srce se mija. Slušni večna pesna, tamo što se pее, neka žive i Makedonija. Ima jedna zemlja, sonce što ja gre, odi tamo srce se mija. Slušni večna pesna, tamo što se pее, neka žive i Makedonija. За сите вие кои патувате во Македонија или било каде во светот, а не сте вакцинирани за враќање, треба да имате направено PCR тест, а кога ќе дојдете тука 2 недели сте во карантин. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе возможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи да се емитува и понатаму оваа радиопрограма, а да биде дел од сите вас. Но затоа пак емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscriber на самата слика од десно. Со тоа ја давате и вашата поддршка, а како што реков е бесплатно. Инаку и секој петок веќе имаме и друга емисија од 8 часот навечер, каде ви пишува за следниот петок како што е датата, така да пишува на YouTube ако отворите The Voice of Macedonia. А сега да одиме со новините од Македонија. Добро вечер, вести на Канал 5. Македонското МНР и врачи протест на нота на Бугарија, со која бара од официјална Софија да го осуди говорот на омраза и територијалните претензии кон Македонија. Откако вчера дел од бугарските пратеници се појавија со надписи Македонија е Бугарија, а иредентистичките пораки се слушна и од говорницата. Иако говорот на омраза е една од темите за која ЕУ има најмногу разбирање и ја вметна како услов во предлог преговарачката рамка за Македонија, засега нема осуда за случувањата во една од земјите членки. Скандалозните пораки со говор на омраза и територијални претензии кои вчера беа истакнати во Бугарското собрание го вклучи алармот кај македонските власти. Министерството за надворешни работи до официјална Софија врачи вербална нота во која го осудува вчерашното однесување на дел од бугарските пратеници кои во парламентот држеа надписи Македонија е Бугарија, но и редентистичките говори кои беа пренесени од говорницата. Таквите пораки се спротивни на европските демократски вредности, но и спротивни на договорот за пријателство и не придонесуваат во негувањето на принципите и духот на договорот. Македонија очекува официјалните представници на Бугарија да го осудат експлицитниот говор на омраза и територијалните претензии кон Македонија како крајно непримерен акт кон соседна пријателска држава. Транспарентите Македонија е Бугарија се појавија на почетокот од вчерашната седница на која се гласаше за францускиот предлог, а ги носеа десетици пратеници, во најголем дел од проруската партија Преродба. По интервенција на председавачот Атанасов, кој им се закани со отстранување од салата, тие ги спуштија, но нивниот
опозициониот лидер Костадин Костадинов и редентистичките пораки ги пренеси од говорницата. Бъдещето на България и Македония безспорно е едно, свършвам след 10 секунди, но то е една обща държава, господин Иванов. Затова трябва да се борим всички ние, затова ви дадах пример в началото с 25 май 1941 година. Една обща държава, обединена България с Македония, а не членство в Европейския съюз. Това няма да ни реши проблема, защото влезе ли в този си вид Македония, македонски език ще стане официален в Европейския съюз. И когато някой от нас тръгне да говори на диалект, ще трябва да му обяснява, че това не е български, а е македонски. Новиот наплив на говор на омраза од Софија доаѓа во ек на дебатата за францускиот предлог, во кој токму оваа тема е внесена по барање на Бугарија, со тврдење дека го има во Македонија. Франција и Европската комисија ги прифатија нивните аргументи, но за овој случај се уште нема ниту реакција, ниту осуда. А бугарското МНР денеска соопшти дека е подготвено да го подпише протоколот што го договара Генчовска и Османи и на тој начин да се исполнат условите за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи го очекува финалниот предлог на Франција, но повтори дека за да биде прифатлив потребно е да бидат земени во предвид забелишките на владата. Михајло Видемлиски за ова. Бугарското МНР е подготвено веднаш да пристапи кон подпишување на билатералниот протокол, соопштија оттаму по вчерашната одлука на тамошното Народно собрание и топката сега ја префрлаат во Скопје. Оттаму објаснуваа дека параметрите на одлуката на бугарскиот парламент се засноваат на предлогот на француското председателство и не поставуваат услови надвор од оние за кои веќе се разговараше во дискусиите во Европската унија и во текот на билатералните преговори со Македонија. На потек се одговорните фактори во нашата соседна земја да ја покажат не со зборови туку со дела, својата посветеност и желба за сопствената и за онаа на регионот европска иднина. Брзината со која Македонија ќе пристапи кон членство во Европската унија зависи од тоа и нема да одложи доколку земјата ги исполни обврските кон европските вредности и добрососедските односи. Се вели во соопштението од бугарското МНР. Забарањето да се подпише протоколот, кој практично би бил записник од втората меѓувладина комисија, се повикуваат на членот 12 од договорот за добрососедство. Тврда дека за главните параметри во него е постигнат начелен договор со Скопје, но македонскиот премиер Ковачевски, како и министерот Османи, деноиве рекоа дека тој се уште не е целосно усогласен. Она што е најважно е дека владата бара тој да не биде дел од преговарачката рамка, како што првично предложи Франција. Бугарското собрание вчера во последен момент го коригираше заклучокот во овој дел, а токму во тоа шефот на дипломатијата Бујар Османи гледа простор за договор. Јас се надевам дека ова дава основа за да има разбирање и за нашите позиции во процесот. Се разбира дека има и бугарските позиции се земени предвид во дефинирање на овој пакет. Затоа што за да даде согласност Бугарија сакаше да ги види и своите позиции. Но нашите позиции, например, во делот на јазикот, објаснував денеска, нашата најголема борба во овие месеци и години беше да нема никакви квалификации по однос на јазикот. Никогаш до сега не сме имале официјален ваков предлог во кој што по однос на прашањето на јазикот не се даваат никакви додатни квалификативи и тоа е прифатено. Со критики до бугарските дипломати и политичари дека можеле да издействуваат уште подобар предлог од Франција, вклучително и за протоколот. Ако биле попосветени, бугарскиот председател Радев ја коментираше одлуката на собранието за кревање на ветото. Вака тој оценува дека проблемите ќе продолжат и во иднина. Гаранцијата за културно-историческото наследство, учебниците, езика на омразата, които се защитават именно в този двустранен протокол, вчера народните представители гласуваха празен чек за нещо, което мнозина от тях така и не успяха да се запознаят, което категорично не предоставя необходимите механизми и срокове и критерии за защита и което ще остави следващите български правителства в днешното положение да водят безплодни спорове с македонската страна. Француското председателство со Унијата истекува до крајот на јуни, до кога се очекува и финална верзија на предлогот, која ќе се разгледа во домашните институции. Доколку пристигне, за него ќе се произнесе и македонското собрание, најавија од владата.
Очигледно е дека Бугарија е задоволна од тоа што е предложено во предлогот на француското претседателство на Европската унија. Оценува поранишниот македонски амбасадор во Софија Маријан Ѓорчев. Тој за Канал 5 вели дека е тешко да се очекува дека ќе може да дојде до усогласување во следниве денови. Господине Ѓорчев, каква судбина очекувате за францускиот предлог? Има уште 5 дена до крајот на француското претседателство. Дали може да очекуваме финален предлог во форма на земи или остави? Па најнапред, она што беше усвоено вчера од бугарскиот парламент беше очекувано, затоа што, како што спомена и Европскиот комесар за проширување господин Паркеј, дека францускиот предлог содржи сите бугарски барања. Сосема е очигледно дека Бугарија е задоволна со тоа што е предложено. Од тука нас не преостанува, значи, бидејќи она што наведум де факто преговарачката рамка не го содржи пакетот 4+1, ама де јуре сме упатени да го подпишеме двустранен протокол кој што пак исцело ги содржи сите бугарски барања, дури и некои нови кои што беа навестени вчера во бугарскиот парламент, така што јас не очекувам дека ние ќе можеме да се согласиме до крајот на француското претседателство и ќе треба да продолжиме по нашиот пат, кој што да го користиме инструментот на спогодбата стабилизација и асоциација, она што ни преостанува како наша европска траекторија, и да почекаме Европската унија да ги промени правилата на блокадни механизми преку консензус и да можеме она што представува достоинствено, со чест, со сето она што представува наше европско приобштување на Европскиот трансен систем, да почнеме да преговараме со Европската унија на начин како што сите други држави преговараат со Европската унија. Владата на СДСМ и дуи да каже за каков хибриден напад обвинуваат и зошто тој не бил спречен. Повикуваат од најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН, откако Османи Маричич вчера рекоа дека имало обид за уривање на позициите на државата. Што точно подразбираат Османи и Маричич под хибриден напад во државата? Доколку навистина имало напад врз државата, доколку како што вели и Османи имало хибриден напад, тогаш и тој, и Маричич, и Ковачевски мора да имаат одговорност, бидејќи истиот не бил спречен на време и државата била нападната. Дали владата на Ковачевски прави дефокус од одговорноста за продажбата на државните интереси? Оваа власт континуирано го применува принципот сите други се виновни, само ние не. Во продолжение да чуеме што кажува, што се зборува за малиот, како што реков, чудо од дете, Христијан Арсов од Велес. Здраво, јас сум Христијан Арсов, јас сум 7 оделение и учам во основното училиште Блаже Коневски во Велес. Помал повеќе ми беше, но сега не ми е толку многу, бидејќи имаме поинтересни предмети како историја, географија, од година ќе имаме хемија, физика и не толку многу сега. Математика и потоа доаѓа информатика и историја, биологија. Сега во моментов се спремам за математика за надпревари и исто одам на STEM академија. Тоа STEM е Science, Technology, Engineering, Mathematics и таму учиме роботика, бидејќи е многу интересно. Правиме со лего котски роботи, ги градиме, учиме како да програмираме и тоа. Летно време исто одам на пливање, на школа за пливање и сега во сезона за надпревари се спремам за надпревари, да. Сега во моментов многу повеќе, кога бев мал не размислував толку, но сега се повеќе мислам на такви филозофски прашања, да. Бидејќи мислам дека од ништо не може да се создаде нешто, така да морало да има нешто пред Вселената. Како се составува таа редица од броевите на Фибоначи? Значи вака, почнуваме од 2 единици, значи 1 единица и уште 1 единица. После тоа, ние треба да ги собереме тие 2 единици, ќе добиеме двојка, така? После тоа ние треба да ги собереме единицата и двојката, и ќе добиеме 3.
скршив ногата и ми беше во гипс долго време и бидејќи ми беше досадно, немав многу активности за правење, почнав да сликам и се научив многу добро да сликам. Имам многу убави цртежи. Следам туторијали на интернет како од Боброс, од Бил Александар, ама исто можам да правам и други видови на уметнички слики. Пейсажи и мртва природа. Сега во моментов имам уште една книжка, но уште немам одлучено што да си купам. Бидејќи јас уште ги немам предметите физика и хемија на училиште, така да ако ми се допаднат, може ќе станам професор по физика, по хемија, а иначе професор по математика, архитект или научник. Значи, сакам да ти кажам за еден грчки математичар кој што се викал Хипократес и кој живеел пред околу 3000 години, значи отприлика околу 1000 години пред нашата ера. И зашто измислил тој математичар, кои работи ги измислил и како тие работи ги измислил. Значи, тој грчки математичар бил не толку познат математичар, ама работите што ги измислил се премногу интересни и премногу убави. Значи, првата интересна работа што тој е измислил е еден премногу интересен начин за множење на броевите. А втората работа е еден исто премногу интересен начин за правење квадратен корен на тие броеви. Значи, за правење квадратен корен на било кој број. Ајде сега, мама, дај ми некој број што сакаш да те го помножам. 3 по 2. 3 по 2. Значи, ајде. Значи, за овата работи треба да нацртам две вака одсечки. Овдека ќе биде нулата, значи средната точка 0, овдека 1, 2, 3, 4, 5, 6 и овдека 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така натаму, и така натаму. Епа 3 по 2. Првата цифра ми е 3, така? И ќе поврземе една линија од кај единицата до кај тројката. Ева вака. После тоа, паралелно од таа линија, ќе нацртаме една линија што ќе почне во двојката. Значи, скроз паралелно и таа линија ќе се поврзе до шеската. Значи, така знаеме дека 2 по 3 се 6. Епа, вториот интересен начин е за правење квадратен корен на броевите. И еве, например, ајде да го направиме некој број. Еве, например, 9. 9 е, например, добар број. Епа, мама, сега ќе направиме овдека на 0, исто ќе ставиме 0, ама сега наместо две одсечки ќе ставиме само една одсечка. Ева вака. И тука ќе ги обележиме броевите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сега ќе му додадем 1. Значи, колку е, мама, 9 плюс 7? 10, така? Епа, тука ќе напишеме уште една точка 10. Епа сега, од кај десетката до кај нулата ќе направиме еден полукруг. Може и да биде цел круг. Ева вака, ќе направиме еден круг. Добро? Епа сега, ама нели ние го баравме бројот 9. Епа, од кај деветката ќе направиме една права линија и должината на таа права линија ќе биде квадратен корен од 9, што ќе биде 3. Значи, ова работи за сите броеви. Должината на оваа права линија ќе биде 3, а 3 по 3 се 9. Епа, тоа работи за сите броеви. Епа, мама, сакаш да ти кажам како тој математичар го измислил ова? Од 9 до 10 има место 1. Така? 1 е местото. Така, од 9 до 10, 10 минус 9, 1. Така? Епа, колку единици има во една тројка? 3. Така? Епа, толку тројки ќе има и во 9. Значи, 3 тројки ќе има во 9. И значи, затоа 3 по 3 ќе биде 9 и така тој математичар го докажал овој начин за правење квадратен корен на било кој број. И последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Макрон, кој
на се личи, само не на председател, бидејќи е недоквакан и затоа треси глупости. Во случајов дава некој предлог, а јас би рекла ултиматум на Македонија, што е во корис на Бугарија, за кој пак Ковачевски се спротистави во Брисел. Тој со име и презиме Емануел Макрон нека не мисли дека е цар на светот, зашто старата народна вели не плукај нагоре да не падне на тебе. Иако е повеќе од јасно дека не е таа Франција што некогаш била, допрва на сите злочители на Македонија, злочинци на Македонија, им доаѓа времето кога ние македонците баш ќе гледаме сеир, а за Бугарија веќе и да не зборуваме. Од секогаш била како 13-то прасе, што од страна пак на западните, па и источните земји со исклучок на тогашниот Советски сојуз, ја има како на мајтап. Што пак ќе биде тоа? Илир пак Кула, кој е еден од најпознатите експерти од областа на безбедноста во Албанија, оценува дека ова што се случува со Македонија е подсмев и неправда која не ја заслужува Македонија, едноставно си играат мајтап со Македонија. Кога беше историјата, грците ги условуваше грците ја условуваа со промена на името. Бугарија со јазикот, Еди Рама вели дека е Западна Бугарија, а до вчера Србија ја условуваше црквата. Едноставно Македонија е ставена на средина, направена како салата. Од нашиве пак колумнисти кои прашуваат ќе не биде или не. Најпрво да одговорам на албанскиот Илир Кула. Со Македонија никој не смее, или поточно не смее да си игра мајтап. Мајтапот е за сите политички влади во Република Македонија, а поготово со актуелната предавничка влада на гробарот од Муртино Зоран Заев и неговиот наследник Ковачевски. Македонија нема да биде жртва и со сите злочини врз неа и се што и припаѓа, почнувајќи од македонската нација, јазик, историја и така натаму, сето тоа ќе помине, зашто времето на ѓаволот веќе паѓа. Не само во Македонија, туку и во целиот свет. Европската унија дефинитивно се растура, а и некои западни држави ќе почнат веќе да се делат внатрешно. Да не зборуваме за така наречените или вистински кажано предавниците на Македонија кои седат на клупите во собранието, веќе им доаѓа крајот на нивното владење. Така да нив ги ставам настрана. Ќе се задржам на оние како од Макрон. Не играјте си со Македонија. Не заради што сум македонка и кажувам со цела вистина дека Македонија е света, Македонија е Божја земја во која живее нејзиниот миролюбив и чесен македонец. Не играјте си со Македонија вие лудничави или блудничави држави од западот, од таа така наречена Европска унија и Америка, зашто нечесната ваша игра врз Македонија и македонството е исто како да си играте мајтап и врз Севишниот Бог. А Бог е тој кој ќе ја избави од ова искушение од вас со неправдите, онака како што вие сте заслужиле со вашата злоба врз Македонија, така и ќе бидете наградени. Огин гагори брезово
беше се за вечерва. Благодарност што и вечерва бевте со нас, почитувани слушатели. Слушајте не идната недела во 6 часот навечер на 101,3 FM, кога ќе го дадеме ликот на нашиот сонародник Љуби Узуновски. Но затоа пак вие кои имате YouTube, отворете идниот петок под The Voice of Macedonia од 8 часот навечер со уште една наша емисија на Глас од Македонија. Добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.